Судиката Елизабета Дуковска со серија правни чекори одговара на пресудата на Управниот суд, кој го поништи нејзиниот избор за уставен судија. Покрај барањето до судски за одговорност за сите 6 мина судии од Управниот и Висшиот управен суд, таа поднела и жалба на пресудата, во која пишува дека жалбата не е дозволена. Дуковска има поинакво толкување. Во разговорот за Телма таа најави дека подготвува и кривични пријави. Поднесо жалба против пресудата на Управен суд како заинтересирано лице, бидејќи не ми е овозможено никакво право во текот на постапката, ниту јавна расправа, а ми е одземено и правото на жалба. И јас и како заинтересирано лице, но и согласно Уставот, имам право на жалба. Одлуката за избор е поништена, но мене мандатот не ми е одземен. Само Уставен суд може да ми го одземе мандатот. Поднесов пријава до ДКСК за Антоанита Димовска, дека влијала како член на судски совет. Не се работи за доцнета одлука, туку законита и правно аргументирана одлука донесена во законски водена постапка, се огласија денеска од Управниот суд. Со објаснување дека предметот два пати бил укинуван од Висшиот управен суд и враќа назад, од судот заклучуваа дека постапувале во законските рокови брзо, ефикасно и навремено. Жалиме што дел од чинителите на правосудната власт со неаргументирани изјави ја поткопуваат судската независност која е темел на правната држава, а воедно и интегритетот и довербата во судството, кон кои се стремиме, стои во соопштението од Управен подпишано од претседателот Бурим Сејдини. Изјавите дадени во врска со предметот од уставни судии и членови на други судски инстанци се неприфатливи и сериозно го нарушуваат уставното начело на независност на судството, со тоа што повикуваат на јавна одговорност на судиите преку медиумите за донесена судска одлука без почитување на независноста на судската власт, а при тоа употребувајќи типологии како време и невреме. Судовите се обврзани да носат одлуки исклучиво врз основа на Уставот, законите и доказите, ослободени од надворешни влијанија од било каква природа. Дуковска беше избрана во собранието како предлог на судскиот совет. Според пресудата на Управен, незаконски спротивно на Уставот, судскија предложил Елизабета Дуковска за уставен судија, без да гласа и за другите две кандидатки, меѓу кои подносителката на тужбата, тогашната судика од Кривичниот суд Антоанита Димовска, која подоцна стана член на судскиот совет.